Стадион. Емисија за вашата вистина. Маријан, еве со тоа прашање да почнеме со кое што завршивме со Раповски. Зошто разединети наместо обединети? Како беше тоа? Соединението чини прави силата, тоа во Бугарија пишува на парламентот. Или обединението ја прави силата. Зошто, барем за 1 мај, да не излезете сите и заедно да кажете да живее 1 мај? И второ, забелешката дека во оваа држава големите партии си имаат своји синдикати, само работниците немаат синдикати. Повели вистински. Па видите, најнапред да на сите работници да го честитам денешниот празник 1 мај, меѓународниот ден на трудот, а на сите граѓани од православна вероисповест со трешното воскресение Христово Великден. Видете, прашањето ви е на место. Ние како независни синдикати цело време се бориме, баш тоа и јавно кажуваме, за разлика од другите синдикати, владата треба да ги тргне конечно канџите од синдикатот, доколку сака, значи да биде подобро и за нејзе. Ние се обидуваме на сите влади да кажеме, меѓутоа за жал оваа влада сега покажа одредена либерализација околу барем што се однесува до слободното синдикално движење. Сега секоја фирма, секој работници доколку се здружат, потребно е само 5 работници да си направат синдикат. И ние цело време се бориме за таа заложба и затоа овој период од неколку години, за 3-4 години, успеавме да регистрираме, бидејќи благодарение на таа слобода, успеавме да регистрираме голем број на синдикати и имаме одредени успеси кои што мора да се пофалиме. Еве, например, ќе ја спомнам затворската полиција, шумската, судската полиција, кои што беа оставени на маргините на синдикалното делување, никој не се бореше за нив, иако тие членуваа во така наречените за мене репрезентативни синдикати. Ние успеавме за овој краток период да подпишеме да се подпише колективниот договор, значи бенефиции добија тие вработени, се слушна за нив, се качи платата, верувајте, некаде и до 200 евра, што беше и мислена именка до сега. Ја бидејќи работам во железница и за разлика од моите колеги, не се согласам за тоа дека ако има повеќе синдикати, се расслојува синдикалното движење и работниците да немаат бенефит. Напротив, еве ќе спомнам, во железница ние имаме 4 и повеќе синдикати и благодарение на нашата упорност, без разлика кој да дојде директор, ние така сме наметнати да мора да имаме социјален диалог со сите. И тоа покажува убавината. Знаете што е предност ако има повеќе синдикати? Без разлика кој синдикат да е приврзник на било која влада или на која политичка партија, ако не земе активност во таа дејност, во тоа предпријатие кај што се наоѓа, стално се наоѓа еден синдикат кој што ги бара работничките права и ние ги приморуваме и останати да се приклучат. Значи така е во железница. Додека во другиве предпријатија, во другите министерства, по мене не е објаснимо значи да има само еден синдикат. Значи моментално во државата има само еден репрезентативен синдикат на национално ниво. Знаете, тоа е страшна работа. Тоа не е убаво и за државата. Знаете, кога ние контактираме со нашите братски синдикати од окружувањето или во европските синдикати, прво што прашуваат зашто има еден репрезентативен синдикат, дали во Македонија е диктатура? Така се остава впечаток. Меѓутоа ние се обидуваме да им кажеме дека не е тоа така, само тоа е последица на одредени министерства и на одредени институции во јавниот сектор кои што не сакаат, буквално не сакаат да постои друг синдикат, бидејќи ја користат јавно, еве кажувам, нека колегите нека ми извинат, нивната сервилност. Еве што покажува праксата? Праксата покажува при секоја промена на политичката власт, по автоматизам Сојузот на синдикати на Македонија, дали со некој месец од кога ќе дое новата влада, дали после година дена претрпува измена председателот на синдикатот. Тоа што говори? Тоа говори дека која влада да дојде го става под своја канџа зборам за Сојузот на синдикати на Македонија. Додека независните синдикати, каде што јас сум председател, ние сме покажале дека на ниедна влада нема да бидеме, ви тврдам, барем ја додека сум председател, ме радува што околу мене веќе доаѓаат многу млади синдикални луѓе кои што се ентузијасти, ние за разлика од председателите на гранкови синдикати, од председателот кој што си имаат своја зграда во центарот на Скопје. Замислете, се издаваат простори под кири. Најново гледам, има и казино и значи им нудат казино на работниците. А за разлика од ние денес имавме пресконференција, да не кажам буквално во една барака, во една шупа, од нашите скромни средства од чланарина
плаќаме, се обидуваме да обезбедиме какви такви простори, додека Сојузот на синдикати на Македонија у години, значи наназад зема по стотици, да не кажам милионски евра само од кирија. И од таков синдикат вие не можете да очекувате. Не може да Вака да ме прашам, гледате, и јас влегов во таа замка. Наместо да зборуваме за правата на работниците, за платите, како да ги подобриме, ние половина емисија потрошивме на зборување за синдикатите, за меѓусебните проблеми, меѓусебните конфликти. Значи, дајте да зборуваме за работниците. Затоа ве прашав, зошто не излезете барем денеска за 1 мај сите заедно? Вие најавувате протест на 8 мај, така? Ради искуството што покажува, ние години назад ние сме првите што почнавме да протестираме за 1 мај. Може да видите наназад. Значи порано во Македонија не се протестираше за 1 мај. Ние неколку години наназад протестиравме и буквално ги поведовме и останатите синдикати да протестираат за 1 мај. Ние оваа година искочивме само со една пресконференција со соопштение, али кажавме дека на 8 мај, тоа е првата наредна сабота, ќе направиме еден голем синдикален протест кај што го крстивме синдикално будење. Зашто знаете зошто трошиме време за другите синдикати? Ќе ви кажам само еден пример. Еден од најбројните синдикати, ова најбројното членство, најголемиот синдикат што се наоѓа во Сојуз на синдикати на Македонија, УПОС, јавно ќе кажам, дојдовме до документ каде што замислете бара званична средба со министерката за труд социјална политика госпоѓата Шахпаска, каде што едно од главните барања им е да дискутираат за нас, да дискутираат значи за така наречените ова независни синдикати и упадот кој што го вршат. Каде тоа ние вршиме упад? Каде ние тоа вршиме упад? Ние не сме управа за приходи или полиција па ќе влеземе некаде? Ние одиме онамо каде што работниците не бараат. И очигледно они сега веќе видоа дека ние со нашата активност почнавме да работниците да стекнуваат како поверење во синдикатот и масовно се приклучуваат. Верувајте, веќе нема гранка каде што не сме немаме наши членови. Добро, дајте да не зборуваме само за вас и вие да не зборувате. Ајде кратко за работниците. Кажете ми, пандемијата направи Што да ви кажам пандемијата? Значи пандемијата, замислете, државата оддели, јас учествувам како председател на конфедерација во сетот мерки што ги носи владата, до сега има поделено, ако не се лажам, 800 милиона евра. Што директна помош на газдите, што бескаматен кредит, што кредит со грес период и замислете 800 милиона евра и што се случува апсурд во Македонија. Сведоци сме последните денови, повеќе протестираат газдите, коморите, и извршителите дори излегува на протест, буквално ни ја зема улицата кај што е местото за работниците. Значи тие се ненаситни за парите. 800.000 евра, гледате 800 милиони евра. А гледате што се случува. Првиот споен ден што е Скопје и Македонија се испразни. Кој отиде? Отидоа тие газдите. И ние тука жестоко ќе се супроставиме во последниот период. Бидејќи во јавните институции како така успеваме и имаме некаде се уште наидуваме на блокада. Еве ќе ви кажам зошто ние имаме независен синдикат во образование. Пред месец дена протестиравме. Министерката Царовска не сака да не викне на разговор. Баш од такви луѓе што има во владата се добива впечаток дека нема слобода за синдикалното движење. Меѓутоа тоа на нас ни дава уште повеќе енергија дека сме на вистинскиот пат и ви уверувам дека ако веќе сте таму во тој совет, ако веќе сте во тие структури кои што одлучуваат за помошта. Да, меѓутоа ние немаме право на глас. Многу малку од тие пари завршиле кај работниците како помош за да ги надминат полесно последиците страшни од коронавирусот. Значи имаме пракса кај што гледаме дека и парите што ги дава државата одредени работодавачи не ги даваат. Значи тие се збеснати од пари. Меѓутоа ние имаме многу мирен народ и затоа не случајно кажав го крстивме протестот на 8 мај сега што ќе биде во сабота синдикално будење. И ние ќе видите сведоци дека следниот период многу почесто ќе не има на улица и многу пожестоко ќе се супроставиме на работничките права. За жал многу трошиме енергија меѓу себе како синдикати. Али ние не сакаме да се за повеќе се занимаваме со нив. Видовме, значи не можете вие да имате соработка што некој оди званично да разговара со било кој министер да разговара за нас. Што значи тоа? Значи министерка или министер или директоре, дај бе овие независни да ги елиминираме, јас ви стоам на располагање, се што сакате ќе помине, ќе бидам сервилен синдикат. Стадион. Емисија за вашата вистина.